Јас сум намасал дека придружен со двајца зелени луѓе кои што Чаловски е роден 90-та, Александар Петрески 80-ти, 86-та, нешто дури си фатил. Ништо ни памтат, ни знаат тоа како се славело и така. Ги славиме овие новите празници, што ги поведуваат. Секој празник треба да се прослави. Чаловски, се договаравме денеска да се видиме во првиве 10 минути од програмата, бидејќи она што не заплисна во последните 3-4 дена и не само нас, туку и целиот свет, е оваа нова сорта на вирус. Да, Омикрон. Омикрон, која што гледам дека предизвика голема паника по особено низ Европа, морам да кажам. Да. Бидејќи многу влади, многу држави реагираа прилично брзо, се затворија границите, се забранија патување во неколку држави, меѓутоа држави од југот на Африка. А слушам дека и денеска и владата веројатно ќе донесе мерка за се очекува тоа, колешката Мирослава Брнс Забајле баш ме информираше дека можеби ќе се забрани влез на јужноафриканци. Ја не знам дали општо ги има и дали доаѓаат од дека, но ете и тоа ќе се направи. Добро, и за наши луѓе кои што патуваат во Јужна Африка па се враќаат назад. Да, веројатно сега новогодишни празници и така. Александар. Дополнам на истова. Ако веќе се регистрирани случаи во Израел, ако веќе се регистрирани случаи во Хонг Конг, не знам тогаш како ние ќе се заштитиме со. Ма не е само тоа, гледам дека и австријанците веќе забележаа први изјави, така. Ајде чао еден еден overview што вика. Да, воопшто и не е интересен тој податок. Јас мислам дека повеќе за некаков сој на коронавирус, последно вака кој што сум го работел беше генерално со оној мој проект COVID Members кој што го најавувавме тука во студиото, но за Омикрон се изначитав богами доста. И човек да рече дека ако доаѓате од овие држави, од Малави, Мозамбик, Замбија, Ботсвана. Не, велам, ако доаѓате од овие држави, тогаш веројатно во светот никаде нема да може да патувате, бидејќи овие новите рестрикции кои што ги воведоа во Европа и во всушност на секаде на сите континенти е токму за овие држави кои што не беа дел од веќе постоечките десетина земји чии што патување беше забрането во Европа, во Америка, во Јапонија и останатите држави. Што е со Омикрон? Она што мора да се истакне е дека деновиве се уште ги немаат официјалните податоци за тоа што значи овој вирус, освен дека ги има мутациите на сите досегашни варијации на коронавирусот, од сите оние ламда, делта, гама, како и да беа останатите. Ово има 30 мутации, значи има уште нови мутации кои што се досега непознати за здравствените работници и велат дека ќе им требаат 1, 2 до 3 недели да се испитуваат. Чаловски, имам впечаток дека прилично малку и хистерично се реагира. Го слушав говорот на Сирил Рамапоза, на јужноафриканскиот председател, кој што се победни против со оваа хистерична и веднаш се затворија во Амстердам дури 2 авиони кои што биле во лет додека ги затворија границите, па кога се симна најдо 80 заразени од ковид и така натаму. Кои што веднаш ги ставија под карантина. Меѓутоа јужноафриканците велат, слушајте, ова е само нова варијанта која што и не е толку опасна, а се дига паника, со тоа ќе се намали, како да кажем, желбата на разни земји потоа да објават кога ќе идентификуваат нова варијанта. И Светската здравствена организација, гледам, реагира сега веќе малку со дигање кочница, бидејќи тие првите кои што предупредуваат дека е појавен овој нов вид на коронавирус. Токму и тоа е нивната порака дека се избрзува со затворањето на границите и како што вели самиот Рамафоса, не само за нас како нашата држава Јужна Африка, туку и сите наши сестрински држави во моментов така патат од погодена економија, па вели ги затвараат границите токму за нашите држави од каде што бидејќи како што рече и ти, нели и како што вели СЗО, овој сој на коронавирусот ќе се шири, ќе излезе нов. Самите експерти од микробиологија кажуваат дека коронавирусот постојано се шири и мутира за да преживее. Него му е од интерес да преживее. И вели, вие не затварате нас, со тоа сигурно нема да ги истребите сите варијанти, туку уште дополнително ја уништувате и онака нашата кревка економија.
Додека кога се работи за симптомите се дури многу полесни според оно што досега се знае, повторно ќе речам, само 4 дена е како оваа варијанта обстојува низ барем низ светскиве билтени, да кажем, така, да, здравствени и информативни. И најмногу се одликува со интензивен замор и со забрзан пулс, но ништо повеќе од тоа, ништо поголема смртност. Малку гледам кивање и така, класични симптоми на настинка, би се рекол, да. Да, меѓутоа, што е моментот? Во Јужна Африка се појавува омикрон варијантата кај она население од 18 до 32 години, кое што е најмалку вакцинирано во Јужна Африка. И затоа експертите велат дека вакцините и понатаму се најдобриот механизам за заштита. Не се јави сомнеш дека можеби вакцините на овој сој нема да бидат отпорни? Велат дека во наредните 3 недели ќе се доиспитува дали вакцините дали треба да се применуваат, да се преиначат вакцините, меѓутоа до сега какви што се, дека има, бидејќи реков дека содржат варијанта и од ламда, и од делта, и од гама соевите, значи делумно функционираат и врз овој вирус, барем и врз оваа мутација, барем врз она што сега се знае. Да се надоврзам во однос на вакцините, читав некои статии што беа вчера објавувани од светски експерти и од Светската здравствена организација. Поентата и загриженоста поеѓа токму од тоа дека можеби вакцините нема да делуваат на овој сој. Зошто е тоа така? Затоа што нивното објаснување беше дека сите овие мутации се поврзани за тој шилест протеин кој што е важен за преносот на вирусот, со тоа што велат дека за дури 500 пати ја зголемува преносливоста во споредба со делта сојот. И бидејќи станува збор за комбинација, јас некаде прочитав дека се тоа 32 мутации, се предпоставува дека токму можеби вакцините нема да делуваат на овој сој на коронавирусот, по оттука мислам дека и истраувањето и затворањето на границите, дури Израел 14 дена Морам да кажам, Израел комплетно ги затвори за секакви патувања граници. Морам да кажам дека има малку тука една политичка нервоза. Доаѓа Божик за западната економија, особено во Европа, за секоја економија капиталистичка. Божич е времето и Нова година кога сега се прават најголемите тргови, профити, купи, продај и така натаму, и предпоставам дека тоа е една од причините зошто владите реагираат нервозно на, да кажем, на десетина дена пред да почнат овие, затоа што ако пак им се појави потреба повторно направат карантини, им отиде оваа година, предпоставам, на сите, не само на така веќе отежната економија, уште дополнително. Предпоставам дека и тоа е причината. Да. Она што е многу важно да се истакне како информација, дека оние ПЦР тестови кои што се прават во моментов, кои што постојат во моментов, го откриваат овој сој, го откриваат омикрон сојот. Но ако се забележат, например, мерките кои што ги прават останатите држави, забраната за некои држави од Јужна Африка кои што ги спомнав за патувања, Британија например ги враќа назад маските и апелира повторно да има социјална дистанца. Од друга страна стварно е малку неверојатно, мислам, владиве кои што така лежерно ги укина дури маските за по продавници, говориме, за јавен превоз. И сега одеднаш тоа се доживува како, не знам, ние овдека додуше се расправаме за влегување во кафеани, се расправаме за масовки и така натаму, а има држави каде што се укина. И сега ги фаќа одеднаш нервоза и нови мерки. Што се новите мерки? Да се носат маски кога си во продавница. Па би се молам, тоа е белки. Како стоиме со вакцинирањето, бидејќи еден од елементите на сето ова и сега повторена кампања за што поголем број на вакцини? Да, повторно е таа кампања. Всушност таа никогаш не запре. Таа кампања е постојана, континуирана. Од оно што се последни бројки, барем на ниво на Европа, што можев да го добиам како податок, е дека на ниво на Европа 65-66% од населението е веќе вакцинирано. Но тоа се и препораките, да се, например, американскиот претседател Џо Бајден излезе на телевизија, самиот порача, земете и таа трета доза, земете таа бустер доза. Бустер доза која што секако според досегашните наоди во овие 4-5 дена не ги штити луѓето од омикрон, од заразата на омикрон, но пак апелираат дека тоа е
единствениот начин како да се намали мутацијата на Не само вирус. тоа, туку вакцините се разбира не ве штитат од зараза, но ве штитат од последиците потешки од заразата, бидејќи тоа е улогата на вакцината, таа не може да го спречи, но го намалува ефектот од секоја зараза. А и како доаѓаат мутациите од тело во тело, без нели врз основа на тоа каков е имунитетот на одреден човек. Така да кога има нели кога јас да не звучи дека се залагам за цел свет да биде вакциниран, меѓутоа во моментов е неопходно ако се слушаат здравствените работници, бидејќи така се намалува, се зголемува имунитетот кај човекот, а се намалуваат ризиците од мутација на вирусите. И пак да кажем, она што јас неколку пати во изминатите го кажувам, бидејќи јас и трета доза вакцина примив, на вистина има на располагање, не се чека ништо. Сите кои што сакаат би требало да отидат, многу едноставна е процедурата, 10 минути трае. Ако ништо друго, човек барем се чувствува и по-безбедно и по-сигурно, а сигурно и така и е здравствено. Јас чекам да ни се вклучи Елизабета Спасеновска со доктор Злате Мехмедовиќ на линк, би требало да го има некаде, меѓутоа техничките проблеми уште ги решаваат, бидејќи мислам дека таму и заради дождот бараат некаква локација и така. Па затоа сакам уште да поминеме низ ова што мислам дека е исто така актуелно. Швајцарија имаше референдум. Швајцарците се многу занимлив тип на демократија, бидејќи негуваат една од ретките земји каде што директната демократија, тоа значи примената на референдумите, каде што целото население е повикано да гласа за одредени работи што се стават на референдуми. Викендов направија референдум за тоа дали треба да останат мерките поврзани со ковид кризата на сила. И што е најинтересно, таа иницијатива ја покрена оние што беа против мерките, антиваксерите, а доживеа комплетен пораз на самиот референдум, бидејќи големо мнозинство од швајцарците гласаа дека треба да останат мерките. Повторно говориме за овој тип на дури и, како кажем, најнормални мерки, какви што се маски, дистанци, одреден број на редуцирање на густина во затворени простори и така натаму. Во кои други земји, Чаловски, е ова низ Европа, да кажам, тема, бидејќи австријанците поминаа низ комплетен Холандија сега што планира Холандија? Се демонстрира при тоа прерасна во едни насилни, ако не се лажам, последниве денови имаше доста интервенција и судир на полицијата со демонстрантите. Интересно е, мој пријател кој што живее и работи токму таму во Ротердам, во Холандија, го прашувам, велам, од каде протестиве, зошто протестиве, и нему е јасно со оглед на тоа што е вакциниран, веќе чека трета доза. Вели, јас овој либерален фашизам, вели, не го разбирам како може да е некој против нели мерките, против всушност луѓето чувствуваат дека им е загрозена слободата од Сите ние поминавме со многу членови од семејството, и самите ние, веројатно некој од нас и со сите тие последици, зарази и така натаму.